Никола Бадев. Никола Бадев е роден на 8 август 1918 година во кавадаречкото село Глишиќ, во земјоделско семејство. Мајка му се викала Сута. Со неполни 10 години започнал с кришум да свири на виолина, а во неговата музичка наобразба многу му помогнал вујко му Васил Неделков, кој како самоук музичар свирал на повеќе инструменти. Во младоста Бадев многу го сакал спортот, особено фудбалот, а играл и во фудбалскиот клуб Југославија како десно крило. Бадев се оженил релативно млад и во бракот со Милка имал 3 деца: Ристо, Роска и Сузана. Воениот рок го служил во војската на Кралството Југославија, а во септември 1944 година се приклучил во Народно-ослободителната војна како борец, болничар во втората македонска ударна бригада. По завршувањето на Втората светска војна, Бадев завршил курс за медицински техничари и болничари и се вработил како санитарен инспектор, хигиеничар во Кавадарци. Во тоа време, тој веќе бил познат пејач во околината на Кавадарци, пејки на свадби, другарски вечери и забави. Евоцирајќи спомени за својот татко, Роска Бадева изјавила: "Детството со него ми беше многу среќно. Нашата куќа беше постојано со игра и песна." А постарата керка Сузана за него рекла: "Татко ми Никола беше единствен човек. Со неговиот златен глас тој беше амбасадор на македонската народна песна. Се сеќавам во младоста, кога доаѓаш од странство, постојано раскажуваш за неговите доживувања со иселениците, како плачат и како го дигаат во раце, тагуваат за земјата која ја напуштиле." Во чест на Бадев била поставена биста во родното Кавадарци, финансирано од локалната самоуправа, и брат му Димитар. "Јас 15 години бев кога заминав од Кавадарци. Тој остана тука. Јас заминав на печалба," рекол Димитар Бадев. Неговата керка Роска, која е и автор на монографијата издадена по повод 20 години од смртта на Бадев, ја промовирала и книгата Збирка народни песни со 140 од вкупно 800 песни, што незиниот татко ги собирал за време на неговиот живот. Најомилена песна на семејството била "Ајде дали знаеш Милице", посветена на сопругата на Никола Бадев, Милица. Во 1948 година Бадев го освоил првото место на фолклорниот фестивал во Скопје, оставајќи голем впечаток кај етномузикологот Васил Хаџиманов, по чија препорака во 1950 година ја започнал професионалната кариера како пејач и инструменталист на тамбура. Набргу станал член на Народниот оркестар, а подоцна бил и негов раководител. Забележан од истакнатите етномузиколози, Бадев за кусо време станал член на Државниот ансамбл за народни песни и игри Танец. За потребите на Радио Скопје, Бадев снимил над 500 песни, меѓу кои најпознати се: "Збогу мајко, јас отидов", "Ој, Јано, Јано", "Пароходот ми пристигна", "Тешка беше нашата разделба", "Билјана платно белеше", "До 3 ми пушки пукнаа", "Ферман дојде џанам од Стамбола" и така натаму. При тоа,
Тој снимил дуети со повеќе македонски пејачки, како Анка Гиева, Васка Илиева, Виолета Томовска, Есма Реджепова, Благој Петров Караѓуле, Александар Сариевски и така натаму. Својата прва грамофонска плоча ја снимил за дискографската куќа Југотон со песната "Тешка беше нашата разделба". Подоцна, неговите плочи, издадени за радио телевизија Белград, достигнале сребрен и златен тираж. Во текот на кариерата, Бадев многу пати ја обиколувал Македонија, а одржал и бројни концерти широм светот. Ги испеал нашите најлирски песни, издал стотина плочи, неколку пати ја обиколил земјата и светот. За своите 58 години живот станал вистински народен уметник, кој самиот рекол: "Песната е мојот живот". Иако гласот насекаде му е препознатлив, сепак неговото име најмногу е поврзано со песната "Параходот". Таа станала негова лична карта и химна на кавадарци, но ги испеал из Богумила, Плазе тебе Митро, како и многу весели песни. Стани моме да заиграш, а пеел и комицки, хумористични и песни од сите жанрови. Имал компонирано и своји песни, но во тоа време не можело да има ново компонирана песна, така што морал да каже дека таа песна е народна. Затоа многу негови песни се претопиле во народни.